никој ко тебе, нема никој спасителу, твојата благодат и љубов најголем ми се, нема никој ко тебе. Halleluja, spason doјде, Сионке, одолој се, кој седи на селме, поносеше за мене, на крстот станаше. Нема никој ко тебе, нема никој спасителу, твојата благодат и љубов најголеми се, нема никој ко тебе, нема никој ко тебе. Милост сега и веќе има Господ ко тебе, кој дојде во милост. Нема до сега таква надеж голема, нема никој ко тебе, нема до сега и неќе има Господ ко тебе, кој дојде во милост. Нема до сега таква надеж голема, нема никој ко тебе, нема никој ко тебе, нема никој ко тебе, нема никој спасителу, твојата благодат и љубов најголеми се, нема никој ко тебе, нема никој ко тебе, нема никој спасителу, твојата благодат и љубов најголеми се, нема никој ко тебе, нема никој ко тебе, нема никој ко тебе. Добар ден на сите. Денес е еден прекрасен празник кој се вика Духовден. Многу ме е жал што не можеме како црква да се собереме и да го празнуваме тој убав празник, да се потсетиме што Господ Исус направи, што направи преку Светиот Дух, преку тоа присуство кое тој го прати во светот. Денес требаше да имаме и причест и секако тоа нема да го имаме, но ќе го имаме неделата кога прв пат ќе се собереме затоа што сакаме да бидеме во тоа интимно заедништво со нашиот Господ Исус Христос.
Денеска ја завршувам последната проповед од серијата која почнав пред 3 недели, а серијата се вика Да дојде царството Твое. Во првата проповед зборував дека евангелистот Лука во првата глава од Дела апостолски пишува за нештата кои Исус ги кажува. Тој не е заинтересиран само да напише што точно се случило, туку тој многу повеќе заинтересиран тоа што Исус го кажува во тој момент. И кажува дека Исус ветува нешто дека ќе се случи драматично, дека апостолите треба да останат во Иерусалим да го чекат тој момент на тоа ветувањето од таткото, тоа наследство кое црквата треба да го прими. И тоа што црквата го прави се собира, така завршува првиот дел од проповедта е дека црквата се собира во Иерусалим во една соба со мајка му на Исус и неговите браќа и таму поминуваат време во молитва. И тоа рековме дека е вистинскиот одговор за една таква ситуација, бидејќи ако очекуваме нешто од Господ, како на подобар начин да го чекаме тоа нешто освен преку молитва? Молитвата нас не оснажува. Молитвата е таа која нас не носи како не става во еден контекст во кој ние имаме учество во изградбата за Божјото царство. Од таму ја добиваме силата. Учениците тоа многу добро го знае и така одговори на тој повик на Исус. Втората проповед зборувавме за присуството на Светиот Дух. Нешто кое денеска на овој ден се случи, на тоа се сеќаваме. Колку ствари Светиот Дух е важен за црквата. Кажавме дека христијанскиот живот не е тежок, тој е невозможен. Невозможен е без силата на Светиот Дух. Светиот Дух нас не оснажува да го живееме животот за кој сите ние сме повикани. Црквата толку се соживеала се навикнала на еден таков живот со Светиот Дух, што честопати апостолите знаат да кажат: ние и Светиот Дух одлучивме. Следно ќе направиме тоа и тоа. Значи, преку Светиот Дух, сите ние сме повикани за една посебна служба за која не оснажува Светиот Дух. Таа служба се вика диаконија на грчки. Значи, тоа е збор кој означува служење на трпеза. И таква е христијанската служба, кога Господ не повикува да бидеме слуги на неговата трпеза. Тој е куворот, тој е оној кој го припрема менито, тој е оној кој припрема храната, ние сме неговите слуги кои ја носиме и луѓето околу нас се наситени од тоа што Господ го дава. Тој дава, ние служиме. И доаѓаме денес до денот Духов ден или Педесетница, како што е познат. Иначе, денот Педесетница или Пентекост, изворно тој ден се случува во Стариот Завет. Педесетница Пентекост значи 50 дена. Поточно 50 дена после празникот Пасха. Во Стариот Завет тој е познат како празникот на жетвата или празникот на првите плодови. Тој е еден од трите најважни празници за евреите. Тој е единствениот, да кажеме, најважен празник во кој евреите доаѓаат во Иерусалим на поклонение. Тој е моментот кога Бог им дава нешто многу важно на израелците. Тој е моментот кога поминуваат 50 дена од Пасхата, но тој е денот во кој Господ пред планината Синај им ги дава на израелците 10 заповеди. 10 заповеди се многу повеќе од колку само листа на правила што тие смеат и не смеат да прават. Тој е еден нов идентитет кој Господ им го дава на нив. Господ таму се излива, самиот себе се дава на израелците. Безпоштедно. Тој момент кога израелците немаше со што да вратат, немаа ни своја земја, немаа ни сетва, ни жетва, ништо немаа. Но Господ во тој момент се дава себе си. Го дава својот закон на планината Синај, им дава еден нов идентитет. На денот кога израелците ги донесуваат првите плодови пред Бог во храмот, во Новиот Завет, тој е еден од најважните денови, како што кажа, во годината. Тој ги представува сите тие важни нешта кои израелците ги добиваат од Бог. Тој е денот на Педесетница. Но ако првата Педесетница се смета како за раѓање на Израел како нација, тогаш новозаветната Педесетница се смета како раѓање на црквата. Тоа е роден денот на црквата. Тоа што мораме да се сетиме како црква е дека честопати се обидуваме да го одбраниме глобалниот карактер на црквата, дека е за сите,
дека е инклузивна за сите, ги прима сите нации во себе, што понекогаш како последица ја отсекуваме црквата од коренот кој навистина се наоѓа во израелската нација. Целата символика има ехо во израелската традиција. Исус беше израелски месија, тој беше израелски цар, царот на Израел. Но има една важна работа која не смееме да ја заборавиме. Ако првата педесетница беше инклузивна за оние кои стоја пред планината Синај, втората педесетница е инклузивна преку Светиот Дух, ги наминува сите тие наши граници, дефиниции на граници кои ние знаеме да си ги поставиме. Дефиницијата за Израел доби надградба. Новиот Израел во превод секогаш и порано и сега треба да го читаме како Божиот народ. Тоа е сега Божи народ, кој не по националност, туку по дух му припаѓа на Бог. Духовден. Какви промени донесе духовден во светот? Што вети и што исполни Исус за празникот духовден? Во Дела 2 глава, нема да го читаме, но можеме да видиме што се случува, како се манифестира Светиот Дух, спуштањето на Светиот Дух. Доаѓањето на Светиот Дух бил многу драматичен момент. Има во Библијата многу моменти кои може да се повторат, може да имаат слични манифестации како и сега, но има моменти кои се толку исклучителни што не се повторуваат никогаш повторно. Пример, давањето на 10 заповеди. Тој е момент кој еднаш се случува и никогаш повеќе. Доаѓањето на Месијата. Еднаш се случува на начин инкарнацијата. Еднаш се случува и никогаш не се случува повторно. Раснувањето, воскресението на Христос, вознесението, тоа еднаш се случува. И синувањето на Духот Свети на начин на кој читаме во Дела апостолски. Иако присуството и делувањето на Светиот Дух продолжува понатаму, сега првиот момент кој бил ветен од Исус и кој го чекале апостолите е неповторлив. Не можеш тоа да го реплицираш, да го повториш. Огненото крштење, како што го нарекува Јован Крстител, Јован Крстител вели, јас ве крштевам во вода, но доаѓа еден после мене кој крштева во оган. Тоа е огнено крштење кое апостолите го очекувале, го слушале многу порано од Јован, кога доаѓа Исус тоа го најавува и го ветува да чекат во Јерусалим и тоа се случува. Се случува тоа чудо, кое е толку долго најавувано. Невозможната мисија за таа една мала групичка која била соберена, сега станува возможна мисија. Често знаеме да се фокусираме на манифестацијата на Светиот Дух и да се обидеме да го реплицираме настанот колку што е можно повеќе. Желбата да се искуси Бог на еден прекрасен, на некој изворен начин, нас не турка можеби да правиме некои такви екзибиции да го искусиме Светиот Дух онака како што првата црква го искусила. Како што првите ученици го доживеале Светиот Дух, сакаме ние да го доживееме. Едноставно сакаме да бидеме дел од тоа искуство. И понекогаш Бог се манифестира на препознатливи начини, како во моментите кога се манифестирал на апостолите. Но јас би сакал сега да нашето внимание наместо на манифестацијата на Светиот Дух, некои работи кои се гледаат, да се фокусираме на улогата која Светиот Дух ја има во светот. Каква улога има Светиот Дух во светот? Што Светиот Дух прави преку црквата? Затоа можеме да читаме во Евангелието според Јован во 16 глава. Првиот до 11 стих и сега ќе го читам. Тој последната вечер пред Исус да го фатат, да го распнат и да го погребаат. Исус, Јован запиша многу работи кои Исус ги кажува. Една од тие работи е најавата дека доаѓа утешител, доаѓа Светиот Дух. Исус, ова беседа му е многу долга, но некаде на средината Исус кажува вака. 16 глава, 1 до 11 стих. Ова ви го кажав, за да не се соблазните. Ќе ве истеруваат од синагогите, но ќе настапи и време, кога секој што ќе ве убие ќе мисли дека на Бога му принесува служба. Тоа ќе го прават зашто не го познаа Отецот, ниту мене. Но ви го кажувам тоа, така кога ќе дојде времето да се сетите дека јас сум ви рекол. Од почетокот не ви го зборев ова, зашто бев со вас. А сега одам кај оној кој ме испрати и никој од вас не ме праша
каде одиш? Но затоа што ви го кажувам, ова срцата ваши се исполнија со тага. Но јас вистината ви ја кажувам, подобро е за вас јас да си отидам, зашто ако не си отидам, утешителот нема да дојде кај вас. Ако пак заминам, ќе ви го пратам. А тој, кој ќе дојде, ќе го изобличи светот за грев, за правда и за суд. За грев дека не поверува во мене. За правда, оти јас си одам кај својот отец и веќе нема да ме видите. А за суд, зашто кнезот на овој свет е осуден. Амин. За грев, за правда и за суд. Исус таа беседа ја почнува тука со најава на некакво време. Тој им кажа, доаѓа време, кога ќе се случат некои неочекувани работи. Треба да бидеме во некакво исчекување. Воведот во Светиот Дух на Исус има еден голем дисклеймер. Да знае што се случува и како реагира светот на Светиот Дух. Кога Светиот Дух доаѓа во нечи живот, бунтот против Создателот често пати се открива на видлив начин. Речиси секоја приказна на духовно раѓање во себе има подигање на светот против Божјото присуство, против Светиот Дух во личноста. Доаѓањето на Светиот Дух ја открива вистинската состојба на созданието. А која е таа вистинска состојба? Бунт против Создателот. Има една приказна во Јовановото Евангелие малку порано, тоа е исцеление на слепородениот. Кога слепородениот е исцелен, на неговите родители им претеа дека ќе ги истерат од синагогата, она што го јавува Исус тука. Ако признаат дека Исус бил оној кој го исцелил и дека Исус направил чудо, или да поверуваат во Исус. Лазар, кој беше воскреснат од Исус, тој беше на мета да биде убиен, затоа што беше заканан. Исус вели кога тоа ќе се случи, кога ќе дојде Светиот Дух и кога ќе ве прогонуваат, не сакам да се изненадите. Тоа е многу важен момент. Тагата е дел од искуството да се биде Христов следбеник. Но исто така и утехата. Затоа што Исус го прати Духот на утеха, оној кој нас не утешува, оној кој нас не охрабрува. Доаѓањето на Светиот Дух значи слобода од гревот, но значи и прогонство од светот, но сепак значи и утеха и заедништво со Светиот Дух. Мешано е. Не е толку едноставно. Исус отиде кај таткото, Исус кажува, јас одам сега кај Отецот и вие се натаживте. Првото прашање кое ме прашаат децата кога зборев за Исус е дека сакаат да го видат Исус. Првото прашање, а каде е Исус сега? Кога се молиме, зошто Исус не дојде да го видам? Понатаму сега во проповедта ќе видиме зошто е важно Исус да биде кај таткото сега во ова време. Важен стих за нас кој треба да го гледаме е 7 стих во кој вели Исус, подобро е за вас јас да отидам. Зашто ако јас не отидам, нема да дојде утешителот. Ако јас отидам, ќе го пратам да дојде. Како е тоа можно? Исус дава едно многу важно ветување на своите деца дека тој ќе биде со нив до крајот на времето. И тој може тоа единствено да го исполни ако тој отиде во небото, а својата работа ја продолжи преку Светиот Дух. Преку Светиот Дух Исус можеше да биде присутен во секое свое дете. Наместо на едно место и во еден контекст, тој сега е на сите места и во сите контексти. Единствено тој тоа може да го прави преку присуството на Светиот Дух. И доаѓаме до нашиот клучен дел од текстот. Дека Светиот Дух ќе го изобличи светот за грев, за правда и за суд. Првата и важна работа која Светиот Дух ја прави веднаш која ќе почне со работа во нечи живот е изобличување. Можеби не знам што тоа значи во потполност, но не ми се допаѓа како тоа звучи. Изобличување. Можеби ќе се изненадиш, ама првото чувство кога си во присуство на Светиот Дух нема да ти биде најубавото чувство во светот. Можеби очекуваш пеперутки и виножита, ама првото искуство со Светиот Дух е изобличување.
Што значи изобличување? Грчкиот збор кој кај нас се преведува изобличување е еленко. Може да се преведе како прикаже, да тестира, да побие или да демантира, да открие, исто значи да дисциплинира, поправа, прекорува. Дали некој од наведените зборови сакаш да ги искусиш на своја кожа од чиста мира, онака? Ништо не си направил, одеднаш го чувствуваш тоа. Некој да те тестира, да ти го побие твоето уверување. Дали уживаш кога некој те демантира, тогаш баш кога не очекуваш. Дали ти е добро кога некој ќе те открие, ќе открие твојата намера. А што правиме со тоа некој да те дисциплинира на твоите години? Сега ти си возрастен, некој те дисциплинира. Дали ти е убаво да знаеш дека некој цело време ќе те поправа или ќе те прекорува? Убаво е тоа чувство? Што се подига во вас? Што вика вашата гордост во вас кога тоа нешто ќе го кажа? Дека има некој кој цело време ќе те дисциплинира, ќе те прекорува. Светиот Дух дојде да изобличува за грев. Тој првото нешто кое се случува кога се случува духовното будење. Тоа е каење, што се случува. Каењето, зашто? Зашто се каеме? Што е грев? Често пари разговараме со луѓето за тоа што е гревот. Јован 17 глава запишува дека Исус во својата првосвештеничка молитва нагласува дека гревот на светот е тоа што не го познаа него. Најпростата дефиниција за грев е таа дадена во почетокот од Евангелието на Јован, кога Исус разговара со Никодим. Исус кажува дека светлината дојде во светот, но луѓето засакаат темнината повеќе од светлината, бидејќи она што го правеа беше зло. Тоа е грев. Кога Светиот Дух доаѓа и го открива гревот во твојот живот, тој збор грев треба да го разбереш на следниот начин. Веројатно, твојата дефиниција за грев е искривена до сега. После толку многу години слушање на зборот грев, после толку многу поп култура, зборот грев го има искривено своето значење можеби за тебе. Можеби гревот за кој често пати ти размислуваш, често пати на кој луѓето му даваат дефиниција, не го означава гревот, самиот грев сам по себе, туку дел од последиците од гревот. Тогаш кога ќе се фокусираш на последиците од гревот и мислиш дека со малку труд ќе можеш да ги поправиш, во тој момент само повеќе почнуваш да тонеш затоа што не си ја разбирал дефиницијата за гревот. А што е гревот? Што е тоа кога Светиот Дух го открива во тебе? Што е тоа што Светиот Дух го изобличува внатре во тебе? Исус не е само некоја далечна и важна личност. Не е некој само кој нешто кажал, некојаш кој треба за кој треба само се размисли нешто, да се одлучи нешто денеска. Неговите зборови не се предлог, тие се заповед, затоа што тие се стандардот, основното зададеното. Тие се the default mode, а не обратно. Исус е господарот на овој свет и тој одредува што е нормално и кој е стандардот. Тој тоа не го прави со лажење или со искушување или насила. Неговата мисија е толку остра, пријатна, но остра, што ги вознемирува сите генерации кои живееле во светот досега. И често пати реакцијата на светот е бунт и негодување према тие зборови на Исус. Христијанството има толку многу маченици во својата историја. Не затоа што тие се опасни, не затоа што тие биле војници. Мачениците христијански не се маченици во борба, туку затоа што оние кои ги убиле, реагирале затоа што нешто внатрешно во нив се бунтува против христијанскиот начин на живот, против христијанските зборови. Понекогаш доволно е да го видиш животот на некој христијанин и да го почувствуваш тој изобличување кој Светиот Дух го прави во тебе. Гледаш некој христијанин, дури неговиот начин на живот, во себе чувствуваш дури некакво осудување, некаква побуна во твоето битие на тој начин на живот. И човек кој сака да владее со себе, да си ја држи контролата само за себе, или нешто друго владее со него, не може да го толерира тоа присуство. Едноставно или бега, или се бунтува против тоа присуство.
Но таквата реакција мене ми открива и ми потврдува уште повеќе дека тоа што Исус го кажува е вистина. Тоа уште повеќе ми потврдува дека тој е светлината и со неговото доаѓање луѓето кои ја сакаат темнината едноставно не можеа да го толерираат и го убија токму поради таа причина. Не можеа да ја поднесат светлината, не можеа да ја поднесат вистината. Не можеа да поднесат некој кој им кажуваше на нивниот грев. Вистинскиот одговор на изобличувањето на Светиот Дух по прашање на гревот е да признаеш и да се предадеш. Светлината и радоста во твојот живот влегуваат во моментот кога ти признаваш и се предаваш. Кога признаваш дека тоа е вистина, дека твоите дела не се доволно добри, дека твојот живот не е доволно чист и дека твојот живот има скриени и валкани нешта, тогаш во тој непријатен момент доаѓа најголемото изненадување. Наместо осуда, ти искусуваш ослободување и радост. Тогаш кога ќе признаеш дека си виновен за се. Во тој момент доаѓаш до ослободување и радост. Патот до слободата и радоста е преку изобличувањето на Светиот Дух кој го носи, кој те носи тебе до точка ти да признаеш и ти да се предадеш и да кажеш дека не си доволно добар и дека ти треба помош. Тогаш доаѓаш до вистинското простување, ослободување и радост. Кога последен пат си бил пред Бог и си дозволи Светиот Дух да те изобличи, да те открие, да те прекори? Кога последен пат така си стоал пред Светиот Дух, пред Бог, да дојде внатре и да те изобличи? Тој е нежен дух и неговото делување е исцелително, а не уништувачко. Дојди во присуство на Светиот Дух да те прекори. Иако звучи страшно и можеби твоето битие ќе се бунтува на самата помисла да бидеш поправан и укоруван цело време, но искуство кажува, тоа е најубавото чувство кое некогаш во животот ќе го искусиш, бидејќи целта на Светиот Дух не е да те уништи, туку да те прочисти и да те спаси. Светиот Дух носи изобличување за гревот. Светиот Дух носи изобличување по прашање на правдата. Правда. Правдата е мисловна мисловна имањка кај нас во Македонија. Колку само сите во речиси секој разговор имаме огромна желба да дојде правда во Македонија. Правда каква што никогаш немало. Колку само неправдата не растажува. Ако некој мене ме прашува што е она што ги тера луѓето да ја напуштат Македонија, тоа не е можеби ни стандардот за живот, не е ни не знам што се не. Јас верувам дека тоа е токму неправдата. Бега, заминуваат во странство. Во странство или не бегаат они од Македонија, само оние кои се недопирливи. Бидејќи сите останати се константно изложени на некаква неправда. Секој ден е нова шанса да бидеш обесправен и никој за тоа да не одговара. Тоа е нешто што го бутка човекот надвор од таа зона во која живее, од тоа подрачје во кој пораснал. Од друга страна, се менува во моментот кога ти ќе станеш еден од тие недопирливите. Бидејќи заради злото ти веднаш забораваш какво е чувството на неправда. Едноставно не те интересира веќе тоа, затоа што ти стануваш недопирлив. Но неправдата ги бутка луѓето и ги тера да се заминат од местото каде неправдата царува. Не дека некаде има вистинска правда, но има места каде има помалку неправда. И таму тоа се поднесува и таму луѓето бегаат. А која е вистинската правда? Која е правилната пресуда на која можеме да се потпреме? Да бидам попрецизен. Кој во овој свет е во право? Кој во право? Има еден доказ на кој сите ние треба да гледаме, а тоа е доказот на воскресението. Христовото воскресение, освен тоа што го покажува дизајнот на овој свет, дека нашиот конечен крај не е во тие
2 метри дупка во земјата, каде што ќе гниеме за секогаш, туку има и воскресение. Воскресението на Христос покажува и фактот дека Христос е во право. Кога Исус нуди нешто и кога Исус ти кажува нешто, неговите зборови преку фактот на воскресението стануваат основата и правилото, the default mode во светот, бидејќи го поминуваат најсилниот и најтешкиот тест, а тој е тестот на смртта. По прашање на големите луѓе во светот, правдата како што тие замислуваат и ја терале, најчесто важела до нивната смрт. Водачите како Хитлер, Ленин, во наше време сега Трамп, Путин, па кој да е друг водач во светот, најчесто нивната дефиниција за правда или правилната страна на историјата ја менува насоката веднаш после нивната смрт, ако не и порано. По прашање на Исус, имаме обратна насока. Задачата на црквата сега и останува е да открие што точно кажал Исус, за да знаеме како точно да живееме. Неговата правда останува и станува нормала и стандард за многумина и за многу долго време после неговата смрт. Неговата правда, неговата дефиниција за правда станува извор за правдата во светот. Второто изобличување кое Светиот Дух го носи во твојот живот е дека ти не си во право. Тоа е второто изобличување по прашање на правдата, дека ти, лично ти не си во право. Ти едноставно не можеш да бидеш во право. Не можеш ни да си помогнеш сам. Тебе во суштина ти треба помош или треба некој да ти каже што е правилно за тебе. Тебе ти треба некој кој ќе ти донесе правда, бидејќи ти не можеш да се донесеш ниту за себе, ниту за другите околу тебе. Тоа може би звучи малку поразително. Може би ќе си кажеш, па добре, јас сум личност која има само контрола, личност која контролира кој се контролира себе си да не нанесе некаква неправда. Се што треба да направиш е само тој копнеш за правда, да го насочиш према оној кој може да донесе правда и ништо друго. Но тој копнеш за правда треба да те води само да се изложиш себе си под рефлекторот. Тој копнеш за правда тебе те носи под тој рефлектор, да се видиш и себе си во тоа светло. Дали во тебе царува правдата или не. Ти самиот да се ставиш на столчето на осудување и да признаеш дека има неправда во тебе, не само колку да ја кажеш зборовите, туку на вистина да видиш дека на вистина има неправда во тебе. Да ја прифатиш осудата дека и ти си виновен како и било кој друг околу тебе. Да ја прифатиш вината не ноншалантно, туку искрено. Но тогаш доаѓа изненадувањето. Тогаш во моментите кога ја прифаќаш вината дека и ти си дел од светот кој носи неправда. Таман кога ќе очекуваш осудување, ти доаѓаш до простување и помилување. Кога последен пат си седнал на молитва и си ги признал сите своји неправди пред Бог? Вака, отворено и чисто. Да ги признаеш сите своји неправди пред Бог. Себе си се ставиш на светлото на правдата и да се видиш себе си во тоа светло. Кога последен пат си ги оставил твоите потреби за кои цело време се молиш и си барал простување од Бог за сите неправди кои ти си ги нанел на другите? А верувам дека тоа се многу. Еден од најубавите рефрени на песна кои се напишени за мене, според мене, е рефренот кој е напишан од Коста Милков и испенот од Фани. Една од песните која се вика Правда. Рефренот гласи вака: правда да потече ко река, ко поток жив. Дека правдата потече како една река, како еден поток жив кој ќе мие, кој ќе измие таа неправда во светот. Како копнеше тоа за правда? Колку само моето срце копне за една таква правда? Колку само дури помислата за таа правда да владее ме носи до слобода, до некаква слобода, да ја сакам таа слобода. Но патот до правдата е преку изобличувањето на Светиот Дух првин во твојот живот.
И тука доаѓаме до третото изобличување на Светиот Дух. Изобличувањето на Светиот Дух за суд или за осуда или за правдина. За суд потребна е дефиницијата за вистина. А вистината по дефиниција е исклучителна. Постмодернистичкото разбирање за вистината е дека е релативна. И тоа покажува како само се нанесува една од најголемите неправди во светот. Ако вистината е релативна, тогаш неправдата почнува да царува во светот. Можеби не во тие некои сиви зони кои се неважни, во тие суштински елементи во животот. Почнува да владее неправда. Постмодернизмот кажува дека нема апсолутна вистина и очекува таа своја дефиниција да ја разбереме апсолутно. Моментот кога ќе кажеш дека нема апсолутна вистина, во истиот момент токму тоа гледаш ќе кажуваш дека не е апсолутно. Ако вистината не е апсолутна, тогаш зошто таа изјава да биде апсолутна? Нема апсолут. Толку. Доколку во судница се веруваше дека вистината не е апсолутна, туку е релативна, тогаш немаше да постојат затвори. И двајцата кои ќе се судат, и двајцата ќе бидат во право од својата гледна точка. Таа дефиниција за вистината дека е релативна, не дека не е препорачлива, туку е невозможна за живот. Вистината е исклучителна. Вистината е токму поинаква. Секоја вистина е исклучителна. Во тоа во суштина е и силата на вистината. Третото изобличување на Светиот Дух е како изобличување во судница. Судница во која се дебатира кој е во право, а кој е во криво. Дали светот е во право што го уби Исус и ги прогонува неговите следбеници, или Исус е во право фрлајки пресуда дека начинот на светот на кој функционира е погрешен, бидејќи открива дека има некој кој го поробил светот и Исус фрла осудување врз тој некој. Кој е во право? Исус или светот? Видите, моментот кога Исус беше пред Пилат беше еден космички момент. Тоа не беше еден случаен момент, каде Исус беше онеправдано оставен пред Пилат за да го осудат. На едната страна стоеше Исус, од другата страна стоеше светската елита, власта и светската религија. Пилат, Ирод и првосвештеникот стоеа од другата страна. Тие тројца се судеа со Исус. Тоа беше момент на најголемата судница во историјата. Светот, представен од елитата, власта и религијата, му присудија на Исус. И тој беше убиен, но на нивно и на наше изненадување. Тука не заврши приказната. Воскресението ја открива силата на вистината. Исус им каже на своите апостоли дека тој е патот, вистината и животот. А кога подобро таа негова изјава да биде тестирана, освен преку воскресението? Тој е патот и покажува дека само преку него човекот ќе живее и добива смисла за своето постојање. Тој е вистината, бидејќи по најголемиот космички судски спор преку воскресението тој покаже дека тој беше во право и светот и своите начини беше осуден. Тој е животот, бидејќи помина од другата страна на смртта и смртта не можеше да го задржи. Сите тие нешта за кои светот тврдеше дека се конечни, за Исус станува само премин до конечното и покажа дека тој е конечниот, дека тој е алфа и омега, дека тој е првиот и дека тој е последниот, а не она што светот ќе го диктира. Светот е осуден. Светот и неговите начини, светот и неговата похота се осудени. Исус е конечен. Исус станува дефолт мод, Исус станува господарот на своето сознание. Светот има шанса да биде ослободен. Ти имаш шанса да бидеш ослободен. Тебе има шанса да ти биде простено. Ти не мораш да бидеш заробен. Ти не мораш да бидеш роб на гревот. Ти можеш да бидеш слободен. Изобличувањето на Светиот Дух по прашање на судот е да го прифатиш тоа осудување и казната која е изречена. И таман кога ќе помислиш дека казната е изречена за гревот, која е смрт,
ќе те покоси тебе, тогаш во тој момент кога ќе помислиш дека тоа ќе се случи со тебе, во тој момент разбираш дека таа казна за твојата смрт врз себе ја зеде никој друг, туку Исус. Тој беше таа заменска жртва на крстот. Тој ја поднесе таа твоја казна. Но до тоа да доаѓаш само тогаш кога казната, наместо да ја отфрлаш, да ја релативизираш, ти ќе ја прифатиш. Се додека ја отфрлаш казната за судот кој е изречен, ти му кажеш на Бог дека вистината е релативна и дека во целата приказна не може да има виновни. И па пробај тоа да го живееш вистински, да видиш дали тоа делува во овој свет. Пробај. Само преку изобличувањето на Светиот Дух ја разбираш длабочината на твојата неправда. Го прифаќаш судот и казната, но тогаш разбираш дека си поштеден од таа казна, само затоа што си ја признал пред оној кој ја изрекол. Тој одлучил и да ја поднесе таа казна, бидејќи никој друг и не можеше да ја поднесе таа казна. Тој тоа го направи повторно, бидејќи Божјата цел и целта воопшто зошто дојде Исус на земјата е да донесе спасение. Тој дојде да те спаси. Христос во еден од стиховите, после познатиот стих Јован 3:16, каде што каже дека Господ Бог го прати својот единороден син да умре за светот, не за тие што веруваат во него да не загинат, туку да имат живот вечен. Исус продолжува вели, а Божјиот син не дојде да го осуди, да го уништи светот, туку светот да се спаси преку него. Секој може секој да осуди, но не секој може да спаси. Само еден може да спаси, тоа е Исус Христос. И затоа црквата има што да понуди на светот. Црквата не смее да се изолира. Зошто? Затоа што црквата, Исус преку својот Свет Дух царува во светот преку црквата, преку тебе и преку мене, преку тоа како Светиот Дух не изобличува, не прекорува, не менува и не прави да бидеме слични со Исус Христос. Црквата го носи во себе исцелението за светот. Црквата го носи тоа исцеление. Не сме да се изолира. Молитвата која молиме во последните 10-11 дена, молитвата Дојди Душе Свети, молитвата која црквата традиционално ја моли од Спасов ден до Духов ден, е барање да дојде Бог со своето царство, да дојде неговата волја на земјата како што е на небото, бидејќи нашите најдлабоки копнежи се остваруваат токму во неговото присуство. Копнежи за вистина, за правда, за спасение. И тој тоа го докажува секој ден. Ќе ве предизвикам сега. Може би поминало доста време од како си се изложил на изобличувањето на Светиот Дух. Може би поминало доста време од како си поминал време во тишина, да дозволи Светиот Дух да ти ги води мислите и да покажува работи во тебе кои не се вкусни, кои не се убави. Помини време во молитва, помини време во тишина. Слушај го Светиот Дух што ти зборува. Нека копа длабоко внатре во тебе. Нека те изобличува. Затоа е пратен Светиот Дух. Да те изобличува. Но тогаш, кога ќе помислиш дека си осуден, дека нема надеж за тебе, тогаш Христос преку Светиот Дух носи надеж, носи мир, носи простување, носи спасение, носи исцеление за тебе и за сите околу тебе. Може би забораваш дека делувањето на Духот, колку и да звучи страшно, неговото делување е исцелително. Помини време во молитва за себе и за своите пријатели. Баре го Светиот Дух, продолжи со таа молитва, Дојди Душе Свети. Нека овој духов ден Господ силно те изобличува тебе внатре во твојот живот. Да дојдеш до тоа спасение во него и да тој растеш и до таа промена која многу време очекуваш да дојде во твојот живот. Нека Господ остане со сите вас. Амин.
Стоямо присутството на Исус от Назарет. Зачудеш го месака, беде грешником сплемен. Quiseremo y te cremovi na sebe gizenekoj i odnese na Golgota i zani umretoj. Veam koliko čudesna, koliko prekrasna predstava za tebe. Koliko čudesna, koliko prekrasna ljubov ta tvoja za mene. Sorprendite